За ова разговаравме со директорката на основното училиште Кирил и Методи од Стајковци, Анита Ангеловска. Директорке, дали вашето училиште дава некаква поддршка за талентираните ученици? Нашето училиште, ја се испечатив, има програма за работа со надарени и талентирани ученици во кој што се предвидува активности на индивидуално ниво и начинот на кој што тие ќе се детектираат и ќе се откриваат. Работата во однос на инклузијата и во однос на детектирањето и работа со талентирани и надарени ученици, ние го чувствуваме јас како наставник и како директор, меѓутоа и повеќето мои колеги го чувствуваат како слаба точка, заради тоа што системот, всушност нашиот систем и сите норми кои што се прават и сите стандарди се врз база на просекот ученици кои што се во одредена територија или во одредена држава. Кога работите со дете што е талентирано или надарено, треба да работите индивидуално, исто како што и со учениците со посебни образовни потреби, заради тоа што тие имаат многу висок когнитивен потенцијал, но не само тоа, туку и храброст, емпатија, креативност, која што треба да се препознае. Како еден наставник по музичко, по ликовно, по математика и било кој друг наставник да препознае ученик кој што е талентиран? Тоа го правиме во соработка со нашата стручна служба, значи ние сме многу екипирани и работиме заеднички. Оно што јас многу често го истакнувам и сега го напишав деновиве, дека доколку не работиме со талентираните и надарените ученици, системот ни оди назад, затоа што тие се движечката сила која што треба да го водат општеството, нели? Примерот со Томас Алва Едисон, кој што од неговото училиште бил етикетиран како да е со ментално расстройство, а всушност да не беше тој, нели, немаше да го правиме овој разговор и немаше општеството да се развива напред. Мора да направиме разлика меѓу ученици кои што редовно си ја извршуваат својата задача и ученици кои што имаат дарба или талент за одредена област. Значи имаме програма во која што сме предвиделе креирање политика на училиштето за поддршка на овој вид ученици и таа поддршка мора да се одвива на некое индивидуално ниво. Дали државата се грижи за овие деца? Треба уште да се работи на системско решение, потребна ни е промена на системско решение. Например, во моите истражувања најдов дека србите имаат паралелки кои што се посебни, во кои што учат учениците. Ние имаме како систем воспоставено дека ученикот може да напредува да прескокне едно оделение доколку има согласност, нели, проценка на стручната служба, на наставникот и така натаму, и тоа може да го направи два пати во своето образование. Но не само тоа, значи за да се направи такво нешто, србите имаат интересни примери во кои што создаваат паралелки во рамки на одредени училишта, каде што учат талентирани и надарени ученици. И тие додека можат да се носат со другите кои што се во таа група, работат во таа паралелка. Доколку се почувствуваат дека не можат да се носат со развојот, со когнитивниот, социоемоционалниот или било каков друг вид развој, се враќаат во класичните паралелки. За крај, за сите оние талентирани деца кои што не гледаат во моментот, нивните родители, баби и дедовци, еден совет од вас, како тие да се однесуваат, бидејќи знаеме дека дел од нив знаат да бидат затворени и сплашени, како тие да се однесуваат, односно како сите да се однесуваат кон овие деца за да бидат прифатени од нивните другарчиња? Па некои ученици се, нели, јас ке зборуваме се како родител и како наставник и како некои од учениците се премногу затворени, некои од учениците не се пронаоѓаат во средината во која што се, нели, ние зборуваме за еден вид инклузија, на тие деца им треба да бидат прифатени од средината. Многу е важно како нивните родители
баби и дедовци, како наставниците ќе ги прифатат, за да можат и другарчињата да ги прифатат, нели, за да може детето да не му добие етикета дека е необично и чудно, туку дека тоа дете има некаков потенцијал и дека тој потенцијал може да им помогне и на другите во паралелката, значи мора да се работи во социјализација, во прифаќање од страна на другите дечиња. А тие не се многу битни. Значи, ако ги оставиме настрана затоа што знаат, ќе се претопат во просекот. А нас не ни е тоа целта, туку ни е целта да ги поттикнеме да се развиваат.